Струмица, град на сонцето, традицијата и живата култура, познат по своите шарени фестивали, богато минато и топла атмосфера што веднаш освојува. Но овој пат не ја откриваме само Струмица, туку и приказната што се раѓа токму тука. Од овој магичен град потекнува нашата прекрасна, млада и талентирана Тина Русева, името што веќе буди внимание. Таа не угости во својот роден крај, каде ги прошетавме улиците што ја оформила, го посетивме незиното основно и музичко училиште и разговаравме со наставничките кои први го препознале нејзиниот блесок. Нејзината приказна, што туку започнува, а веќе ветува нешто големо. Дали Тина е новото име на светската сцена за кое сите ќе зборуваат? Тина, најпрвен сакам да ти се заблагодарам што не угости овде во твојот роден град, во убавата и прекрасна Струмица. Имаме можност сега да бидеме на плоштадот тука кај тебе, подоцна ќе идеме да видиме каде Тина се школувала, кое е било низиното основно училиште, музичкото училиште, ќе ги запознаеме твоите прекрасни професорки, а пред се сакам да ти се заблагодарам и да те прашам како си ми. Здраво, Ели. Првенствено, премногу ми е мило што можам да бидам тука денеска заедно со вас. Добре ни дојдовте тука. Се надевам дека ќе уживате во моето присуство и на присуството на моите струмичани. Добро сум, еве, ми е драго што сте тука и се надевам дека ќе уживаат гледачите, а и ние тука во мојата Струмица. Кажи ми, какво е чувството да си повторно тука во својот роден град? Па преубаво, тука сум си дома, сум си сама на своето и ми е, секој се осеќам баш така, баш убав, има една убава атмосфера затоа што сме сите тука наши. Кажи ми, дали токму тука си ги сонувала твоите соништа за тоа што ќе се случува денес и во иднина? Секако, тука беа моите први соништа, тука почна се и од тука тргна се. Така да ете, позади нас е и Антон Панов, културниот дом, каде што беа моите први мини концертчиња, каде што беа првите фестивалчиња, каде што беа сите концерти околу музичкото, така да баш тука ги сонував моите први сонови. Кажи, што е она најчесто што ќе се сетиш кога ќе дојдеш тука во родниот град? Кое е она место или ете можеби интересно нешто што те асоцира и што ти буди спомени од твоето детство? Па се, генерално, првично, најмногу ми е мило за народот кој што е тука. Сите сме некако, не сме преголем град и луѓето се знаеме едни со други. Кога и да дојдам тука, сум обкружена со мојот народ, со моите луѓе, така да првично тоа ми е најдраго. А често се присетувам на моментите кога трчавме низ паркот, еве тука кога како мала имам возено ролерки, ете што ќе имаме можност да ги видиме музичкото и основното школо, така да сите тие моменти се пресладки и ми се останати во преубаво сеќавање од мојата Струмица. Дали можеби на твојата прва симпатија? Па и на него секако. Па се, реално се, тука почнав и ете тие млади години да кажам, мислам јас се уште сум млада, но тие први почетоци дока 11 и пол бев тука, така да тие први симпатии во училиште, лево, десно, се беше тука, се почна тука. Тина, кажи ми, потекнуваш од музичко семејство, твоите родители се музичари. Мислам, ти ги спомнуваш, меѓутоа, ете, јас би сакала малце повеќе да ме запознаеш со нив и нивната кариера. Дали може да ми кажете татко ти како, по што е струка, дали може би свири, пее нешто, исто и за мајка ти, затоа што сите зборуваат дека тој твој талент доаѓа токму од твоите родители. Па баш така, мајка ми додека живеевме тука беше пејачка, се бавеше со пеење, најчесто фолк, затоа што таа се гледаше во тој стил, да кажеме, на некој начин пееше, знаеше да запее и забавно, и англиско и слично, но нејзиниот фах беше повеќе фолк, ги забавуваше гледачите на нивните прослави, лево десно имаше исто, одеше по фестивали како сега и јас, имаше премногу настапи, кариерата нејна беше повеќе околу фолкот, беше некои си 20 години, се бавеше само со музика, пее од нејните 13 години, така да
и таа почнала како и јас од мала возраст, а татко ми беше бубњар кој што заврши Джез академија во Штип и свиреше со групата Интервали, позната за, ете да кажам, и од Макфест, позната и генерално. Мајка ми беше во пицикато и ете интересен факт што првата група на Александра Јанева беше со татко ми. Татко ми знаеше да варира со стилови. Заврши Джез академија, свиреше со Интервали, ете друг стил, па со Александра свира некој си да кажеме по лајт рок нешто, така да тие измешани стилови, тоа слушање на се придонесе да бидам тоа што сум јас денес. Музичко дете. Можам да приметам од преска гледам народот ете се врти кон тебе, те препознава веќе, иако си толку млада и од неодамна истакната, можеби неколку минати знаат и од порано, меѓутоа те препознаваат ли струмичаните сега овој период кога си тука? Дали те препознаваат по улица, дали те стопираат да ти кажат нешто, што оно најчесто што ете се соочуваш во моментот? Па да, премногу ми е мило што ме препознаваат тука, во мојот град, кај што сум јас порасната и едноставно чувството е многу убаво кога твојот народ ти ја дава поддршката која што ете премногу потребна во моментите кај што еден артист тек почнува да се гради. Така да, навистина ми е премногу мило кога ќе застанам со некој кога има да ми каже нешто. Често и најчесто се позитивни коментари, но знам да изреагирам и убаво на позитивна некоја конструктивна критика, знам да прифанам. Мило ми е кога ќе ми приде некој ќе ми каже можеш тоа така, можеш ова вака, или генерално позитивните коментари се секогаш убави, но некогаш е добро и да слушнеш нешто да кажеме позитивна критика или конструктивна критика која што може да ти помогне во иднина да бидеш подобар. Најчесто се позитивни коментари, комплименти, поддршка и љубов која што навистина премногу ми значи. А јас предлагам сега да идеме да седнеме, да не почестиш по едно кафе, нели за тоа сме дојдени како права домакинка, па нашиот разговор ќе си го продолжиме. Ете малце тука многу дуа ветер, да не ни настинеш. Па ајде да одиме. Тина, мора да поразговараме малце за музичкото шоу The Voice of Germany, каде што светот, можам слободно да кажам, дека те запозна преку тоа талент шоу и би сакала да ми раскажеш какво е твоето искуство таму, што научи. Твоите настапи беа извонредни, можевме сите да ги проследиме и да ми кажеш како дојде да се пријавиш таму, како дојде до таа идеја. Па, првично ми е премногу мило што луѓето ме запознаа баш по тие настапи, затоа што и за мене беше тоа нешто ново, нешто нов формат на шоу, никогаш немам настапувано на шоу од тој тип, така да и за мене беше ново искуство и ете и за луѓето исто така да ете некако се запознавме преку тоа се. Беше едно интересно искуство, едно предизвикувачко да кажам искуство, затоа што не беше лесно да се стигне до таму и кога веќе бев таму веќе ми беше многу полесно. Беше интересно затоа што имаше многу случувања позади сцена кои што ете луѓето не ги видоа, но се си носи нели свое, така да беше едно интересно искуство, убаво, многу на професионално ниво организирано, бевме третирани како звезди, што беше ете интересно затоа што тек сме на почеток, а веќе сме третирани на начин на кој што треба да бидеме и во иднина. Така да беше едно преубаво искуство, се пријавив сама, како што имам спомнато во други емисии, не кажав дома на почетокот, затоа што сакав да видам дали е тоа нешто за мене, па после се текна време кога дознав, нормално дозна и моите. Беше едно интересно искуство, едно интересно чувство да се стои на таква сцена и да се настапува на такво шоу кое што е со франшиза секаде во светот, така да беше едно преубаво и интересно искуство, а и чувство за мене. Ги спомна моментите кои што ете ние не сме ги виделе, а се случиле, дали можеш да ми одвоиш некои од тие моменти, ете да се присетиш нешто што ти останало, дали е добро или лошо, ете ти ќе ни кажеш. Па да, имаше премногу моменти за кои што публиката не знае, како приватни, така и ете и за во јавност.
Имаше интересни моменти, имаше ете така ќе извоем еден специфичен момент кој што мене лично ми се случи да кажам на приватен план. Бев на втората фаза од шоуто, кај што бевме со другите две надпреварувачки, требаше да спремаме настап за рок од 4 дена. Немавме време, беше хаос. Прв пат ја слушнавме песната, а требаше за 4 дена да ја спремаме. Имавме кореографија, имавме обврски околу настап. Еден ден пред настапот се случи една интересна случка, да кажам, за мене. Станав са бајле, ме побара на телефон, некој сакал да влече пари од мојата картичка, така да во тој момент додека јас разговарав со банката на телефон, веќе беа повлечени парите од мојата картичка, така да беше се хаос. Тоа беше еден ден пред самиот настап. Комунициравме со банката, немавме начин да ги вратиме директно парите, мораше да одам во полиција. Јас бев во Берлин тој период, не бев во мојот град кај што точно знам што кај има и во кој момент можам кај да се јавам. Бев во Берлин на непознато место, за рок од 15 минути требаше да се спремам и да одам на интервју, па потоа 12 сати да работам во студиото во Берлин каде што ги спремавме нашите настапи, така да се беше хаос, беше интересно. Во еден момент се јавувам на татко ми, му викам: тато, пари, тоа голема сума на пари, огромна сума на пари, ми се извлечени од сметката, што да правам? Се јави во банката, морам прво да пријавам во полиција, после да со налогот да одам во банка, па да најдеме начин да ги вратиме парите. Тука почнувам да плачам, а во истиот момент се сеќавам дека морам за 15 минути да одам на интервју, морам да се смеам, да бидам ведра, да бидам спремна за самата сцена, така да ете тие некои случувања во тој момент не се едноставни, е преголем предизвик да се соочиш со тоа во тој момент. На крајот се испадна како што треба, но ете такви некои случувања во тој тип не се едноставни затоа што имаш премалку време, а имаш обврски кои што не се само за во јавност, него дел од нив се и приватни. Така да ете тоа би го издвоила така како еден предизвикувачки момент и момент на кај сега со мене, разбира. На професионалност баш. Кажи ми, дали се заврши добро таа случка? Да, се заврши добро, кога веќе завршив со настапот, фокусот ми беше на настапот, во тој момент нема време да се справам со полиција, со банка лево десно, фокусот ми беше комплетно на настапот, затоа што другиот ден уствари беше самиот настап, така да нема време за тоа, се фокусирав на настапот, на пробите и се околу тоа. После кога се вратив во мојот град, после некои 3-4 дена, отидов во полиција, пријавив, отидов во банка и на начинот, затоа што се јавив премногу брзо во банка, нашиот начин да ги вратиме парите и се беше како што треба, фала му на Бога. Во тој момент ми беше фокусот само настапот и професионалноста, да излезе се на професионално ниво како што доликува да биде и ми беше ти најбарам помини на The Voice да некако притисокот да парите, батали ги парите, оди напред, тоа е сега фокусот беше тоа. Така да фала му на Бога, се беше како што треба. Да ти кажам, на сцената, на видеата, ништо не се познава, така да тоа е најважно, што се завршило добро. Морам да се надоврзам на уште едно музичко шоу, каде што луѓето знаат дека ти таму победи, меѓутоа сакам да ми го објасниш целиот тој процес, пошто многу луѓе не ги разликуваат тие две шоуа. Многу ме намислат дека ти си победник на The Voice, што ние нормално би сакале, меѓутоа ти имаш една победа во друго шоу, тоа е Гласот на Европа. Ќе ми раскажеш нешто повеќе за тоа? Баш така, премногу ми е мило што ме прашуваш баш за тоа, затоа што многу луѓе се во конфузија кога е тоа прашање во прашање. Така да, бев на The Voice of Germany. The Voice of Germany, Гласот на Германија, е тоа што луѓето го гледаа на малите екрани, кај што Тина настапуваше, кај што беа сите тие случувања околу мене. Тоа беше The Voice of Germany, кај што ја стигнав до предполуфинале и после за жал испаднав. После тоа бев номинирана без моје знаење за Гласот на Европа, кој што беше како онлайн сензација, на некој начин онлайн надпревар, кој што
беше прилично се одвиваше онлайн. Така да се беше на социјалните мрежи, гласањето беше на социјалните мрежи, како што знаат и нашите гледачи, може имаа можност да гласат за мене и премногу ми е мило што ја добив поддршката од тој аспект. Така да, ете, тоа се две различни шоуа, не, да кажеме, The Voice of Europe не е ни шоу само по себе, шоуто беше The Voice. Поврзаноста е само што бев номинирана преку настапите на The Voice of Germany. The Voice of Европа ги влечеше настапите од The Voice of Germany, преку нив бев номинирана, но не се заедно или не се поврзани измеѓу. Така да, јас победив на The Voice of Europe, на гласот на Европа. За жал на The Voice of Germany стигнав до предполуфинале. Ма ти си нашиот победник, што е друго важно. Луѓето го знаат твојот талент и тоа е неспорно. Мене ми беше, најдраго ми беше кога ја видов публиката која што гласаше за мене. Ми беше најдраго кога видов колку луѓе стојат за мене и за тоа што јас го правам и на крајот на денот и да не победев на гласот на Европа, сепак видов дека луѓето се заинтересирани и сакаат да го поддржат тоа што го правам. Морам да те прашам, како изгледа твојот живот во Германија? Сепак тоа е држава која што е огромна. Ти доаѓаш од мало место, од мала држава, од мал град. Како се навикна таму? Дали е сега, дали го осеќаш како дома веќе, пошто си веќе 10 години скоро таму. Ме интересира како се справуваше ти јазикот, германскиот јазик е многу тежок. Па, реално на почетокот не беше лесно. Морам да признам дека не беше лесно. Јас отидов во возраст кај што тука почнав да излегувам со другари, другарки, почнав да развивам друштво и тука работев, почнав да работам на својата кариера, тие први почетоци беа тука. Така да не би беше едноставно да оставам се зад себе. Мислам, тоа се колку е тоа се сега на тие години, но тоа што сум го постигнала тука да го оставам зад себе и да одам во држава кај што почнувам буквално од нула, не беше лесно. Јазикот сите знаеме што значи германскиот јазик и колку е тешко да се научи. Не беше лесно, но доколку се сака се може. Јас отидов со мојата фамилија таму и на некој начин ми беше полесно затоа што не бев сама, бев цело време поддржана од моите, бевме сите заедно и сме баш како фамилија премногу споени и беше моментот окей, ако одиме сите и се бориме сите заедно. Така да, ето, тој аспект беше тешко, но беше, да кажем, на некој начин и сосема окей, го прифативме тоа убаво и се снајдовме до момент да дојдеме кај што веќе сега се ни е, да кажеме, подредено на начинот на кој што треба. Си работам, држам часови во пење, имам спомнато дека работам и во Макдоналдс еднаш неделно, така да имам еден нормален, сосема нормален, а убав живот за кој што некогаш не сум ни мислела дека ќе го живеам, сега си го живеам и се трудам уште повеќе за музиката, дај Боже еден ден да ми биде и примарна професија. Постои ли нешто што ти недостасува од Македонија или ете од твојата струмица? Па, морам да признам дека најмногу ми недостасуваат моите луѓе, затоа што местото го прават луѓето. Јас секогаш велам дека да, местото си е место, но доколку луѓето не се тие кои што се тука и местото ќе биде друго, топлината ја прават луѓето тука, така да ете сметам дека на некој начин најмногу што ми недостасува е мојот народ и моите луѓе тука во Струмица и генерално топлината од македонскиот народ. Во Германија има доста наши луѓе кои што се таму. Дали таму се слуша македонска музика? Да, таму некако и повеќе се слуша македонска музика, затоа што некако некогаш дае да не фати носталгија за Македонија, па да си пуштиме нешто наше. Сите кои што сме таму, мислам дека може да се поистоветуваат со тоа. Така да, дури некогаш сметам дека и повеќе се слуша и се промовира нашата музика таму него ли тука. Каква е Тина кога не е на сцена? Па, зависи во кој сегмент од животот, зависи во кој момент. Секогаш сум тоа позитивно девојче, сакам да ширам позитива и љубов околу мене. Некогаш знам да се повлечам комплетно од се и да сакам едноставно мир, да сакам да си бидам во своите 4 ѕидови, да се посветам на самата себе, на некој да си земам мир само за себе, да си се посветам на мене и на љубовта кон Бога. Често знам да одам да посетам црква затоа што
многу често забораваме зошто сме до кај што сме, да не е Бог, нема да биде ништо од тоа што сме ние сите, така да често знам да си земам време да се посветам на верата, на тоа што сум јас, на таа првична љубов во мене кон Бога. Знам некогаш и да излезам со пријатели и другари, да се дружам. Социјалниот живот нормално е многу важен во тие моменти кога немаме баш време за тоа, но сепак треба да го имаме. Посветувам време и на мојата фамилија, колку можеме правиме напор да се дружиме што можеме почесто, нели секој со своите обврски, правиме често екскурзии, одиме заедно на концерти, така да приватно сум, да кажеме, по-нежна, имам некоја поемотивна страна која што ја споделувам со моите блиски, а на сцена сум, да кажеме, лудото девојче која што искача на сцена и ја дава целата енергија и посветеност на таа музика која што одсекогаш била во мене. Не знам дали некој досега те има прашано, меѓутоа јас ќе те прашам, каков е љубовниот живот на Тина? Сите те гледат како младо девојче, така амбициозно, скромно што работи на себе, меѓутоа никој, мислам дека не ти има никој прашано дали постои таа љубовна емоција од твоја страна. Па, љубов првично, мојата љубов е љубовта кон музиката, беше прва љубов. А што се тиче мојата интима и мојата приватност, нема да зборувам околу тоа, нека интерпретираат луѓето тоа што го гледат. Јас сум пресрекна со животот кој го имам, посветена сум на музика и на вербата кон тоа што го работам, на вербата кон Бога, така да поголема љубов од тоа што е музиката за мене и поголема љубов према Бога, мислам дека не постои, а за тоа мојата приватност и мојата интима, тоа нека остане моја приватност. Додека не почнат да пребаруваат новинарите, меѓутоа одлично, така и треба да биде. Морам да те прашам, неодамна издаде песна на македонски јазик, се вика Своја, па да ми кажеш нешто околу тоа. Честитки, значи прекрасна песна, се претпоставувам дека ќе биде добар хит. Кажи ми нешто повеќе околу тоа. Па да, првично преголема благодарност до Никола Буџак, кој што ми ја напиша песната првично. Текстот и музиката се на Никола Буџак. Голем поздрав и до Иван Кукич и Зоран Трендов, кои што се погрижија за аранжманот на Своја. Исто така и до Борис Шурлан, кој што го работеше миксот и мастерингот на песната. Мо Немер, кој што го снимаше спотот, и на крајот на денот јас, Тина Русева, која што го отпеа тоа се и го реализираше на некој свој начин, да кажам. Сите тие луѓе придонесоа за песната, иницијаторот на песната беше Никола Буџак, ми ја прати песната во еден момент кај што мене најмногу ми требаше и го опише тој момент кој што јас го живеев да кажам во таа ситуација, бев кај што не знаев што е правилно, на кој начин да се представам, дали да бидам своја и да го одбирам својот пат кој што сакам јас да го одам или да се вметнам во некој шаблон кој што се очекуваше од мене од страна на The Voice. Секогаш го одбирам патот да бидам своја и кога ја слушнав песната добив уште толку мотивација и сватив дека на некој начин можам да ги мотивирам младите и сите луѓе кои што ќе се поистоветуваат со мене, дека треба да бидат своји, дека треба да бидат автентични, дека на крајот на денот баш тоа свое не прави тоа што сме. Така да, затоа се одлучив за таа песна, благодарение на Никола и благодарение на целиот тим кој што работеше за Своја. Имаше интересни случувања околу снимањето на спотот, имавме проблем со полиција, например. Така да, има проблем со полиција, имавме едно интересно случување пред да го снимиме спотот, планиравме да го снимиме, имавме некои 5 дена да реализираме се. Договоривме со продукција се околу снимање, датуми, секако што треба. 5 дена пред да се снима спотот, излегува спотот наш македонски артист, без разлика сега машко-женско, нема да спомнуваме кој. Излегува спот кој што 80% од спотот беше уствари идејата која што имавме ние за спотот. И јас го препраќам видеото на самата продукција, сите во шок затоа што сценариото беше смислено уште од поодамна.
И беше интересно што немавме во тој момент резерва, имавме само 5 дена да најдеме начин што ќе правиме. Решивме да снимаме надвор, а во Германија мораш да имаш документи, дозвола дека смееш да снимаш надвор поради приватноста на луѓето, станарите и слично. Така да ние во тој момент немавме можност да го сториме тоа, секогаш од 4 до 6 недели мораш да пред тоа да бараш дозвола. Ние таа дозвола не ја имавме во тој момент и решивме да одиме на ризик, уствари, надвори да снимаме. За жал излезе станарка која што не гледаше малку чудно, не праша 2-3 прашања, влезе внатре и џамот и беше отворен. Кога ние почнавме да снимаме, слушнавме дека се јавува на полиција и нас ни беше хаос, као немаме дозвола, дај да бараме друго место, бара ако не друго. Самата ситуација беше таква, немавме можност да извадиме дозвола во тој момент. Така да имаше доста интересни случувања, на крајот дојдовме до местото и сцената кај што уствари снимавме надвор, беше интересно, беше доста предизвикувачко во тој момент да се снајде со самата ситуација, па не од оваа уличка, ако дојде полицијата одгоре, ќе помине низ таму или лево десно. Така да дојдовме до сцените кои што ги имаме. Другите сцени ги снимавме дома, затоа што на крајот на денот јас сум најмногу своја дома кај мене и беше окей, кога веќе нешто правиме да биде свое, да биде дома. Ги организирав сите, имавме ликовна секција дома. Сите цртавме сликите кои што ги гледате на спотот, дел од нив се цртани од мене, брат ми, мајка ми, татко ми, имаме. Ете така седнавме една вечер на ликовна секција, цртавме заедно. Така да спотот беше сам по себе свој и самата песна беше баш своја. Цела една филм. Баш филм. Кога спомна брат ти, морам да те прашам, слушам дека тој исто така се занимава со тетовирање, па приметив кај тебе дека има неколку тетоважи. Може да ми кажеш дали он учел на тебе, може би, или тоа присилена беше да имаш тетоважи? Или сепак ти се, твоја пасија? Не, мене, кога тој почна да тетовира, јас бев првата што кажав, морам јас да имам нешто од него, затоа што утре други ден сум свесна дека нема да живееме доживотно заедно и утре други ден може патиштата ќе ни се разделат, тој ќе оди, например, Америка или не знам, било каде на некој друг континент. Така да мене лично ми беше мило да имам нешто нацртано од него, од неговата рака, кое што утре други ден кога нема да биде до мене, сепак ќе се сеќавам на него. Оваа тетоважа буквата И ми е посветена на него, тоа е Илија. Така да имам уште неколку на мене, кои што сега не може да ги покажам, но имам God knows why. Бог знае зошто, затоа што често си поставуваме некои прашања зошто тоа, зошто ноа, а на крајот од денот Бог знае зошто се случуваат работите на начинот кој што случуваат. Тука имам 40 Days After Easter, приватна моја лична тетоважа која што е поврзана со мене. На ногата имам истетовирано музиката, така да имам повеќе тетоважи. Сите ми ги црташе он, често знаеме да се зафркаваме, сосема спонтано уствари излегоа тие тетоважи на мене. Седавме една вечер на кај 1,5 сат, утре са бајле мораше двајцата на училиште у 7 и сосема спонтано му викам, ајде па ти па сите ги истетовира, само мене не си ме истетовирал. Ајде вика како бре сега, ајде вика одиме и се тетовиравме до 4, утре двајцата бевме на училиште скоро заспани, но да, се беше така спонтано и секојаш ми е кеф кога гледам со која пасија и љубов го работи тоа што го работи и се осеќам убаво кога имам нешто од негова страна и сега, например, кога не ми е тука, секојаш кога ќе видам дека имам нешто од него, некако тука ми е, блиско ми е до мене. Тина, што е оно што сакаш луѓето да почувствуваат кога ќе те слушнат? Па сакам да ја почувствуваат таа искрена емоција која што имам јас во себе кога пеам, таа љубов кон музиката и љубов кон народот за кој што го правам тоа. Еден артист е артист за народот, ние тоа што го правиме за љубовта кон нештото што го правиме, а воедно и да ја забавуваме публиката, да се осети таа искрена енергија. Сакам да видат дека од
од ништо може да се направи нешто и дека ништо не е невозможно, дека се што ќе замислиме можеме да го оствариме доколку навистина го сакаме. Сакам да мотивирам луѓето да го живеат својот сон и да се трудат кон него, а воедно да веруваат во себе, да веруваат во Бога и да останат тоа што се, да останат привземни, да не се издигнуваат затоа што секој има некој талент и од подобриот има подобар, така да сите сме тука да се поддржуваме. Сакам да ги поттикнам да се поддржуваат, да се сакаат, да се мотивираат и ајде да растеме сите заедно на некој начин. Така да сакам да ја почувствуваат искрената емоција кон музиката и секој кој што има талент да го негува и да се труди кон него. Браво. Кој е твојот најголем сон од сега па натаму? Па, мојот најголем сон е да стварам што повеќе авторски дела и утре други ден да настапувам на големи сцени кај што мојата публика ќе ја осети вистинската емоција, ќе пее заедно со мене на настапи и дај Боже и на големи светски сцени. И за крај морам да те прашам, која е твојата порака до сите млади кои сонуваат да стигнат до некаде, кои што имаат соништа и се релевантно многу млади луѓе исто како тебе. Која е твојата порака до нив? Па да не се откажуваат од тоа што го сакаат, да се трудат, да имат цел, воедно да веруваат во тоа што го прават, да се посветат на самите себе, да уживат во целиот пат, затоа што не е лесен, е премногу предизвикувачки. Јас сега не сум доволно адекватна да зборувам уште што ме очекува, верувам дека уште многу работи ме очекуваат во иднина, така да уште сум и јас на почеток, уште учам, но најважно од се е да веруваме во себе, да се трудиме, да имаме цел каде сакаме да стигнеме и цело време да си поставуваме нови цели, да не се откажуваме и да уживаме во целиот процес, затоа што на крајот на денот често знаеме да се фокусираме само на целта, а процесот е тој кој што не донесува до самата цел и е премногу интересно да ги согледаш работите и од позадина како си поминал да дојдеш до самата цел. Така да верба, љубов и труд. Тина, ти благодарам премногу на овој прекрасен разговор и што не угости тука во твојата прекрасна родна Струмица. Меѓутоа, ние сега имаме некој изненадување за тебе. Се надевам дека ќе ти навратат емоции. Би сакале да го посетиме двете твои училишта. Мислам дека си спремна и да поразговараме малце со твоите професорки од каде што си почнала и кои што се задолжени за твојот старт, да речам, на некој начин. Дали си спремна? Секако, прво фала ви на вас што дојдовте. Добре дојдовте уште еднаш. Се надевам дека ќе имаме интересен разговор со учителките. Премногу ми е мило што можам да се навратам на тие први денови кои што беа мојот почеток и во музичкото училиште и во основното. И премногу ми е мило и огромна благодарност до наставничките кои што се спремни исто да зборуваат околу мене и моите почетоци. Така да ви благодарам и вам кои што сте спремни да го одолговлечите, да го реализирате овој момент, а воедно и на наставничките кои што се спремни да зборуваат за тоа. Денес во мојата училница имам посебна гостинка. Таа беше моја ученичка по предметот Солфеж и теорија, а сега, денеска, е успешна музичка звезда, која сите ја познаваат. Тоа е Тина Русева. Добре дојде, Тина, во твојата училница кога беше мала. Благодарам на Се дружевме овде до 6-то оделение и ми беше многу мило и се надевам дека се сеќаваш нешто од предметот Солфеж. Секако, првично премногу ми е мило што можам да видам во твоја присуство денеска и ето што можам да се присетам на некои моменти тука и ти благодарам на убавата најавност. Благодарам. А сега може да се распееме. Ајде. Ре ми фа сол ла си ла сол фа ми ре фа. До ми сол ми до. До ми сол ми до. До фа ла фа до. До фа ла фа до. Ре сол сол си. Ре сол сол си. До сол ми сол до. До сол ми
Тина, ајде да се подсетиме на вежбата по солмизација. Ајде. Ајде. Ми, фа, сол, фа, ми, ре. Наставиш ќе? Молам. Дали е ова на радоста? Да, секако. Вежбата што ја работевме, ние и учевме еден знак. Дали ги се седеш на овој знак? Да, секако. Што беше тоа знак за повторување или? Репетиција. Ако денес повторно беше ученичка во оваа училница, што би кажала на малата себе? Па, да верува во музиката, да верува во самата себе, да биде своја и да ужива во целиот процес, затоа што ова беше едно долго и интересно патување што се уште трае и сметам дека е многу важно да веруваме во него, а воедно и да уживаме во целиот процес. Така е. Тина, секој голем пејач почнува од едно до. Да, но сепак треба некој да ти го покаже тоа прво до. Така е. Имаме едно мало изненадување, кое што го барав 3 дена. Ова, што пишува на овој солфеш? Па, првите чекори. Да, горе што пишува со моливче? Тина Русева. Тоа е твојот солфеш. Тоа е твојот солфеш кој што јас го чував и неколку генерации учеа овде со него, а сега веќе е лично твој. Повели. Благодарам на самичке. Пресладко. Така. И многу ми е мило што се седи на мене. Сега го. Премногу ми значиш и ти и се што направи за мене. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Тина секогаш се истакнуваше со својата трпеливост, вредност и искрена љубов кон музиката. Скромна по природа, но со голема посветеност. Секој тон го учеше со внимание и чувство. Денес таа е млада музичка звезда која со својот талент и труд ја освои публиката, но ја задржа истата она топлина и скромност што ја красеше уште како дете. Сега сме тука во вашиот кабинет, каде што сте ги одржувале часовите по клавир, па би сакала да ве прашам каква ученичка беше Тина? Прекрасна. Изворедна, музикална. Доста работевме. Редовно на часови. Одговараше на секоја задача, но искрено повеќе сакаше да пее, отколку да свири. И јас тоа го прифатив. Сепак музиката е во неа, во нејната душа и еве, го имаме примерот денес. Колку сте горди на Тина и незиниот успех до сега? Прегорда. Кога ја гледав на Voice, просто солзи ми доаѓа секој пат во очи. И сум пресрекна дека беше и дел од мојот клас. Светско, а наше. Тоа е Тина Русева. Верувајте. Пресладко. Тина, дали професорката беше строга? Па беше строга, ама мене тоа секогаш ми годеше, затоа што јас обожавам да работам под притисок, така да со нејзиниот притисок баш доаѓав на тоа што требаше да бидам. Така да благодарение на нив, јас сум дел од тоа што сум денес. Повторно да ни дојдете. Обавезно. Ви благодарам и на вас. Ете што сте изградиле една талентирана наша македонска музикална личност од Струмица, така? Струмичко девојче. Така. Што со сигурност ќе прерасне во светска звезда. Сигурно. Дај Боже. Наставничке, каква ученичка беше Тина? Тина беше едно мирно, спокојно и среќно дете. Значи, како и сите првачиња, на почетокот можеби со резерва, но таа љубопитност кај Тина се гледаше уште во првите денови од нејзиното образование тука во училиштето. Многу важен момент во карактерот на децата е тоа што Тина беше
прифатено дете од соучениците и во неа наоѓа потпора, бидејќи за разлика од другите кои ќе го направеа можеби исто или некогаш и подобро од Тина, Тина им беше таа што прва ќе го скрши мразот. Во смисла, ајде кој прв ќе изрецитира стихотворбата, кој прв ќе напише за танц, прва ќе стане да бира партнер во одделението и така натаму. Значи, се гледаше во неа дека има некој момент, да кажам, кој навестува дека ќе стигнем до тука каде што е, па и се надевам и повеќе. Кажете ми, дали вие во тоа време ја приметивте како класен раководител Тина дека има некој талент за музика, за разлика од часовите, нели, основните предмети што се, дали повеќе од што тогаш се познаваше дека таа ќе биде музичка звезда во иднина? Дали ќе биде музичка звезда, во тоа време јас не знаев, нели? Меѓутоа, кај Тина се приметуваше тоа влијание од семејството. Сепак, Тина расте во едно музичко семејство и за неа микрофонот е нешто секојдневие, за разлика еве од мене сега, ова на мене ми е толку неприродно. Имаше ситуација, например, кога наговестуваше како таа е насочена. Природно и доаѓаше тоа. Например, што сакам да бидам кога ќе пораснам, за неа секогаш беше поврзано со музика и да пее. А омилена играчка кога носеа децата во училиште, убаво се уште го памтам розовиот микрофон кој Тина го донесе. За неа беше најнормален реквизит, дел од незиниот живот, толку природно, толку спонтано, без срам, да кажам, без некоја ограниченост кај неа, многу спонтано и природно. Така да се наговестуваше. Морам да кажам, сепак тоа е влијание од семејството. Семејството е првата природна средина во која детето расте, а Тина расте со двајца музичари, така да очекувано беше да. Кажете ми колку сте горда на Тина денес? Една од убавините во мојата професија како наставник е тоа што можете да ги следите децата кога ќе дојдат во прво одделение и понатаму низ животот. Иако сме ние само еден мал дел како одделенски наставници, нели, со децата, меѓутоа тоа е баш периодот кога децата се градат како личности. Тогаш мислам и најмногу им требаме. Тогаш ги градиме како личности, да разликуваат добро од лошо и така натаму, нели, тие морални вредности. Горда сум затоа што како наставник за секое дете посакуваме, прво ги поттикнуваме да сонуваат, а понатаму да тргнат и да ги остваруваат своите соништа. Горда сум за тоа што Тина си го следи својот сон, го достигнува тоа што до сега го има достигнато, а верувам дека незините соништа се уште поголеми и дека ќе го достигне тоа што го сака.